покрај младоста што ја покажуваме утринава со помладиот аналитичар и така, сега го повикавме искуството на помош. Тито Петковски, еден од вчера морам да кажам и Тачи беше, кој е нешто помлад од вас се разбира, меѓутоа еден од најискусните политичари активни на политичката сцена, со него се пошегував дека тука се негде со активноста со Бранко Црвенковски, и тој е еден од поискусните, ама вика не е активен. Господин Петковски, прво да прашам како поранешен председател на Собранието, како човек кој ги разбира деловничките, уставните, законските определби со кои што се регулира работата. Со вчерашната седница, со пропаѓањето на оваа иницијатива и така натаму, сега се губи можноста 90 дена да се поднесе нов предлог за гласање недоверба за владата, освен ако предлогот не го потпишат 61 пратеник. Дали е тоа точното толкување? Од имаше верзии дека седницата не ни започнала, ако не започнала нема да се брои дека воопшто се случила, иницијативата е уште жива и така натаму. Добро, тоа се распадна до вечерта, но правно е таква ситуацијата фактично. Тоа е уставот, видете, не демократијата, нели, не е идеален систем политички, но е подобар од сите други. Од сите други авторитарни оригиналот дека е најлошиот систем, освен кој ќе се спореди со сите други. Но е многу спор. И доколку нема принципи и процедури, не може да функционира демократијата по дефолт. Така да тие што покрена иницијатива за паѓање на владата, тие практично има шанса сами да ја менаџира, да ја водат целата седница. Не е невообичаено председателот на Собранието често пати да отстапи понатамошното водење на седницата од страна на подпредседател. И многу често подпредседател на Собрание води седници. Значи има остави чисто... Тој маневар беше на Џафери за да не биде броен во мнозинството од 61 за да почне. Тој каже отворено, не сакам да бидам дел од мнозинството, но ако веќе сакате да ја уривате владата, повелете. Преседавајте, водете ја седница, дискутирајте и на крај ќе гласаме. А тие што тоа го побара, на крај не останаа доследни на принципите и на процедурата во функционирањето на парламентарната демократија. Знаете, имате неколку инструменти кои за контрола на парламентот врз владата. Имате пратеничко прашање, имате интерпелација за работа на министер, имате да се гласа доверба за влада. Тоа е врвниот и најзначајниот. Имавме пратенички прашања, често поставува. Еве, пред известно време министерот Никола Димитров имаше интерпелација. И не само тој се најавува, имаше и други. Имаше и други, но тогаш се покача најсликовито кој е моќта парламентарна на опозицијата. Добро. Вчера се случи сепак нешто необично. Еден пратеник кој се потпишал иницијативата да не се појави. Сега тоа ескалираше во речникот на опозицијата до обвинувања за тероризам, киднапирање и така натаму, дури не помогна ни тоа што господинот Реджепи се обрати и со видео и со писмена порака на Фејсбук и така натаму. Како гледате вие на прво на постапката на Реджепи, а потоа и на сите овие, бидејќи тоа е една прилично нездрава атмосфера сега, како да кажам, се разбира дека тоа би било крајно неприфатливо и дека сите би биле згрозени, но да се форсира еден наратив кој што треба да ја вознемири јавности, тоа веројатно не е во ред. Ја не гледам причини туку за драма или да се за згрозување. Во уставот местото на пратеникот е централно. Значи граѓанинот, нашиот суверенитет произлегува и му припаѓа од граѓани, му припаѓа на граѓанинот, само го делегира во Собранието. Пратеникот по Собранието, како и да е представен, дали како самостојна листа си дошол на граѓанска листа, на политичка партија, не е битно, тој во Собранието ги застапува граѓаните, независно и од која политичка припадност, верска и така натаму. Значи, тој ги представува граѓаните, но во Собранието гласа по своје убедување. Тоа е гаранција неговна, затоа од таму произлегува имунитетот на пратеникот. Право е на пратеникот дали ќе дојде на седница или нема да дојде. Проценил политички дека во тој момент не е. Бидејќи за време на вчерашното гостување утрината господинот Тачи рече дека тој пратеник, додуше тогаш го каже во завиена форма, сега ќе разбираме дека е така, дека бил претходната вечер присутен на консултациите кај владиното мнозинство кај Заев. Имате вие таква информација дали би? Па ја немам таква информација, но и да бил, не е битно. Секогаш може пратениците да се консултираат, да си градат своји позиции за настап
Малку е збунувачка позицијата, затоа што Беса и до вчера беше и дел од владата и дел од рушењето на владата. Веројатно и денеска е така. Овој министров за земјоделие кој ја руши владата, уште ни оставка да си подел. Така што можеби е тоа едно двојство релативно разбирливо. Ем седат, ем не седат. Да, може денеска па ќе бидат поканети па да седат, не знаеме. Мене не ме чуди тоа. Ovo je samo del od patot, od makedonskog od potrnje do osvoјување на демократијата. А kada nije jedan moj prijatelj Veleše, najteški se prvite 100 godini, после навика, од како ќе има 100 годише како се енглеската трева. Да ме прашам, моите претходни соговорници Петар Арсовски и Алберт Муслију заедно констатиравме дека ако ништо друго, барем сегашната македонска политичка криза се одвива околу веројатно вистинското прашање, евроатлантските интеграции, патот на Македонија во тој правец и прегрупирањата во владините мнозинства, главно околу тоа кој е за, кој е против, па потоа левица и така натаму. Се согласувате со таа оценка? Дефинитивно е така. Се поместивме од оние, да кажам, други теми за кои... Добро, тие живо значат, меѓутоа во овој момент алармот се ја крена, јас би рекол, со овеста на членките на Европската унија. Не случајно Руте дојде. Тој е долгогодишен премиер на Холандија, трансмисија на англиската политика, влијанието од како излегува од Европската унија и така натаму и така натаму. Самото негово присуство знаеше дека сепак нешто во Европската унија се случува позитивно по однос на Македонија. Мислам, пред се исплашени од тоа да не ни се случи Русија, Кина и така натаму. Но тоа е и проблем за Македонија. Сега сите се просто облогот е на однесувањето на Софија во средината до крајот на декември. Не е ли тоа превисок облог за зачувување на внатрешна стабилност политичка? Па не треба премногу пак да ја кренеме лествицата. Сега знаете, ако не се реализира, ако не добиеме почеток датум за почеток на преговори, имате пак ново разочарување. Но едно е сигурно, Европската унија се мобилизира. Од како се истакнаа приоритетите на ова новата влада. Дали ги само видовте, еве за вашите гледачи ќе спомнам, предпоставувам, гласачите на левица, тоа ќе го проучат подобро, кои се надворешно политичките приоритети на левица. А кој е партнер? Прво имате веднаш излегување од НАТО, второ имате раскинување на Преспанскиот договор, трето имате поместување и откажување од некои тези од договорот со Бугарија, четврто имате Кина да се прогласи веднаш стратешки партнер на Македонија, да се раскине договорот со Соединетите американски држави, да не се признае Косово. Добро, тие се јасно антизападни, антиалбански, Не, ама тоа се партија која што учествува во формирање на мнозинството кој евентуално требаше да дојде на власт. Па добро, тоа е очигледно главниот проблем на иницијаторите. И тоа и ВМРО ги помести. ВМРО цело време на назад говореше дека тие ќе осменат Преспанскиот договор, дека нема околу дури рамковниот договор кој ги преиспитаат со Бугарија и така натаму, и мислам дека Европската унија почувствува одговорност зошто Македонија држи пред врата 30 години. Ја во случај и во таква ситуација се станува се на масата повторно, одново, од почеток и затворени, отворени прашања. Хаос ке настане во Македонија. Ние знаеме само избори да правиме од сите политички настани. Ние би правиле секоја година избори, само јас, мојата партија, мојата групација да дојде на власт. Бидејќи вашата партија е на власт. Да ме прашам сега што очекувате од Заев уште од утринава. Вчера кога барав соговорници за ово утро, не можев да допрам до никого од, да кажем, овие активни во власта политичари, значи министри, членови на СДСМ, на ДУ и така натаму. Опозицијата беше во нокдаун, па тие па од други причини не може да прифатат. За да утринава разбирам дека всушност веќе е почната политичката операција на Заев да ја проширува мнозинството на поддршката за владата и да веќе разговара за составот на новата влада. Таа итност е оправдана? Па мислам да. Малку саркастичен да видам. Од ова варање да се гласа за ново парламентарно мнозинство, мислам дека сме на пат да добиеме ново парламентарно мнозинство. Е многу побројно и многу посилно и многу постабилно. Такви се наговестувањата, бидејќи, знаете, резон детар налага, вие ако играте, да речеме, со пратеник кој што не е од нашата пратеничка група или од парламентарното мнозинство, или тој сака да се приклучи на оваа страна, напразно е ако не обезбедите по-стабилно парламентарно мнозинство. Ние сега сме 60-60, така? Да. Но
бидејќи беса настапи како станови. Ја не исклучувам македонскиот политички простор ниту едно движење политичко кое нема да се откаже за 2 дена од своите круцијални политички ставови. Така, ниту една политичка партија. Која е идеологијата во Македонија на политичките партии? Моќ и власт, пари. Тоа е интересот. Идеологија, лево, десно, центар и така натаму во Македонија тоа изменува. Така Добро, левица има цврста идеологија. Тоа мора да се признае. Тоа е утрадно, мислам тоа е партија за која тоа мислам не сакам може да не се согласиме, ама барем се идеолошки определени. И што може да се случи ако левица дојде на власт во Македонија? Тоа ќе биде турбуленција или некој како левица. Добро, тоа говорам од причина што јас застапувам лево ориентирана политичка идеологија. Ова нема врска со левица. Ако не друго заради приоритетите за кои што разговараме. Но во случајот кога станува збор за можни коалициони партнери, секојаш била отворена можност. И у сите години наназад, независно кој е на власт. Добро, господине Петковски, може би тоа ве прашав минатиот пат, вие релативно скоро бевте овдека во студиото пред 10 дена. Сега повторно ја прашам, бидејќи ситуацијата е променета и барем ако ништо друго од утринава нешто се знае предвидливо е за наредни 2-3 месеци. За после ќе видиме. Не мора буџа да се донесе, владата мора да... Меѓу другото. Но сакав нешто друго да прашам. Очекувате ли покрупни промени во самиот состав на владата, разместеноста, можеби интервенција во некои од политиките, овие потврлања кои што се направи, очекувате ли кај новата влада ќе ги адресира тие и дека има практично политичка моќ да ги адресира? Или ќе биде ова само едно тркагање со месеци додека на вистина не дојдеме до она што ВМРО го бара, а тоа е итни ворени избори? Ако премиерот кој сепак се врати на позициите да продолжи со водење на владата, јавно кажа дека ја прими пораката од граѓаните, од избирачите за време на локалните избори, но особено меѓу првиот и вториот круг, тоа значи дека не може со истиот тим и со истата стратегија да се игра на политички терен. Она што еднаш пробано и дало резултат, бесмислено се проба втор пат, а резултатот може да се предпостави. Реално мора да настапи на политичка цена со нови играчи. Видите, ова политика не само што не се допаѓа на опозиција, тоа не е ни битно. Не им се допаѓа на граѓаните. Значи мора нешто се менува. Или кој ги менува, знаете, она мудрост голема, која работа не иде на јавната куќа. И кој треба се смени. Така да, некои министри веќе почнаа да си поднесуваат оставки. Некои министри веројатно сватија дека не може да одговорат на предизвикот на моментот, на времето. Некои министри велат не размислувам за оставка. Па некој не размислува, па ќе размисли премиерот, односно мандатарот. Премиерот така има меко срце малку и не сме сигурни баш дали има сила да спроведе некој работа. Ако имате вие нова констелација на односи внатре во парламентарното мнозинство, тие што ќе поддржат владата сосема, тоа е императив да се внесат нови играчи. Ако е веќе сигурно она што имав јас можно да го слушнам од тие се главните играчи, се Заев и Ахмети, нели? Дека имаме многу поголемо парламентарно и постабилно. Од кај ќе се црпи тоа? Пак од партиите кои што сега во на другата страна до ово. Да. Го разговаравме и феноменот, добро, еден феномен се разбира левица, но вториот феномен е Дуи, бидејќи Дуи е истовремено и пречка и предност на сите кои сакаат да состават или да растурат владино мнозинство. Од друга страна, моќни се, излегуваат на избори, опозицијата се жали дека користат секакви методи за да освојат гласови, но освајаат гласови. Сега, сигурно дека Дуе репрезенти на една мината режимска слика од времето на Груевски и така натаму, но е неизбежен фактор. Во таа смисла ве прашувам, колку е всушност можно Дуи да се промени, конечно зошто би се менувале кога добро проаѓаат пред некакви своји. Сите проаѓаат лошо, што е право, ама они проаѓаат најмалку лошо меѓу своите гласачи. Па ја мислам дека Дуи е најкомодна. Дуи не се возбудува од ништо, бидејќи Дуи во континуитет, ако ги земете и парламентарните и локалните избори, наназад си одржува горе-доле со малку отстапување исти број на гласови. Завчера Али Ахмети ги преслуша и Мицкоски и Заев во кабинетот во собранието. Да се информира. Сега не треба апсолутно да живееме во заблуда дека нема моќ или е слаб политички игра Али Ахмети.
Ne, to je Znam, već istorija apsolutno da работа, Tako da, доволно. mene mi iznenadi непознавањето на опозицијата, на менталитетот на нашиот човек, особено на пратениците во кои веруваше до последниот момент дека работата е завршена. Од преголема желба за моќ, за пари, за Се власт, избрза, тоа е на нешто дека брановите, се на избрза. победите на локалните избори и така натаму. Не може во Македонија на ура да се освои ова власт. Има правила на игра. Ние треба конечно да се упристоиме како држава. Ако сме имале мината година парламентарни избори, дајте шанса на таа влада да покаже што може. У прва година ниједна влада не може да покаже ништо. А дајте шанса во мандатот да покаже дел од својата програма. А не може, видите вчера, изнервирани, изфрустрирани, веднаш ќе шетаме по улици, ова власт мора да... Зошто да падне ова власт? Таа има и кредибилитет, и легитимитет. Го стекна на избори минатата година. Не може власта да се тркала по улица, нели од оние времиња. Да. Тоа е така. Господин Петковски, точно сме една минутка повеќе од планираното време, ама за добри анализи треба да се остави и некоја минута повеќе. Ви благодарам и за ова и благодарам што сте лесен за контакт, бидејќи навистина има политичари до кои тешко се доаѓа и не само деновиве, туку воопшто. Не креваат луѓето телефони, освен кога стварно мислат дека они треба нешто да кажат. Ја немам што да кријам. Ви благодарам за тоа.